Млада жена утрово е застрелена кај касарната во Гевгелија откако криумчари нападнале полициски службеник кои со колеги вршеле контрола на две патнички возила под сомневање дека нелегално превезувале мигранти. Во критичниот момент, еден од возачите физички нападнал полициски службеник со обид да му го одзеде пиштолот, при што полицаецот испукал и погодил едно женско лице кое било во групата мигранти. Утрово биле забележени патнички возила Мерцедес управувано од КЈ 26 годишен и патничко возило Форд Фокус управувано од СБ 51 годишен, двајцата од Скопје, кои легално превезувале мигранти. Возилата биле запрени од страна на полициските службеници, пошто возачите и мигрантите се обиделе да избегаат, а при тоа КЈ физички нападнал полициски службеник, обидувајќи се да му одземе пиштолот. При тоа полицискиот службеник испукал од службениот пиштол и погодил еден од мигрантите, соопшти МВР. Двајцата возачи се приведени, а мигрантите фатени. За расчистување на случајот увид извршил јавното обвинителство од Гевгелија и одделот за внатрешна контрола при МВР. Од Гевгелиската болница соопшти дека жената утрово била донесена без знаци на живот и покрај обидите на итната медицинска помош да ја спаси. На прием пациентката беше без никакви знаци за живот и нотирана е една влезна рана во предел на заден зид на десен хемиторакс без присуство на излезна рана. По направениот општ медицински преглед и констатација на летален исход, пациентката беше префрлена во капелата на болницата. Инаку на самото место на настанот беше направен и обид за реанимација од страна на екипата од итна медицинска помош, кој што беше и безуспешен. Денове царинската испостава Богородица во товарно возило со српски регистарски ознаки пријавено за транзит пронајде 5 мигранти без лични документи кои се изјасниле дека доаѓаат од Конго и Авганистан. Минатата година спречени се околу 27.000 обиди за преминување на македонската државна граница, соопшти МВР. Нивната статистика покажува дека лани успеале да откријат 108 случаи на криумчарење, што е за 68% повеќе од 2021-та.